Добра вечер. Јас сум Татјана Алексич, а вие гледате Сексуална азбука. Добра вечер. Јас сум Татјана Алексич, а вие гледате Сексуална азбука. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисија Сексуална азбука. Јас сум Татјана Алексич у некој нов стил. Добра вечер. Јас сум Татјана Алексич, а вие гледате Сексуална азбука со Снежана Ставевска, Калина Нумовска и Софија Теодор. Добро ни дојдовте во циклусот Сексуална азбука. На буквата Л, најемотивната буква, зашто со неа изразуваме и восхит и презир. Лелек. Лелекаме и кога сме срекни и кога сме тажни. Лелекот е метафора на нашиот живот. Некогаш розов, некогаш сив. Но во вечерашната емисија на буквата Л, магистар Арсова зборува за либидото како нагон без кој нема живот и лесбејството како сексуална ориентација. Прилог со магистар Арсова. Се до периодот на пубертетот, кога под дејство на биолошките и психолошките менувања расте сексуалната желба и тоа во зависност од полот. Се мисли дека врвот на сексуалната желба кај машките е некаде пубертетот 17-та негде до 20-та годишна возраст и порано, значи кога е најголема и е различна од колку кај девојчињата, бидејќи сексуалната желба кај машките деца во тој период, во период на адолесценција е толку многу голема да при нивно незадоволување на тие сексуални пориви, фрустрацијата е поголема од колку кај девојчињата. Кај девојчињата се смета кај младите девојки дека инхибиција на сексуалната желба многу полесно може да се случи, а без да предизвика такви фрустрации. Кај жените, за разлика од машките, каде што врвот на сексуалната желба е таму негде 17, 18 и 19 годишна возраст, подосна со постепено опаѓање, е некаде околу 40-та година, а подосна почнува да опаѓа. Сето тоа е индивидуално, значи сексуалната желба е различна кај различни луѓе, некои имаат поголема, некои имаат помала, и не е проблем се додека не стане проблем. Значи некои имаат желба за почести, некои за поретки сексуални контакти, оној момент кога тоа ќе биде извор на патење, тогаш зборуваме за намалена или пак за сколемена сексуална желба. Освен од полот, возраста, сексуалната желба нормално зависи и од либидото, зависи и од релацијата, емоционалната релација помеѓу партнерите и се мисли дека љубовта е најголемиот афродизијак. Значи таму каде што постои љубов, каде што постои взаемна заљубеност и гајање на љубов, сексуалната желба е во пораст. Под влијание на некои стресогени настани, кризни настани, сексуалната желба и помеѓу партнери кои што се во љубов може да опадне, но во секој момент, ако е зачувана љубовта, таа може повторно да се развие. Лесбејството е појава која што е нормална, односно тоа е хомосексуална ориентација кај женскиот пол. Значи, сексуалната ориентација кај жените е врзана кон женски сексуален партнер и според новите класификации и американската и европската, значи DSM-4 и МКБ-10, значи што се користи во Европа, класификација на болести, на психички расстройства, хомосексуализмот како ориентација и кај жени и кај мажи е исфрлен како болест, туку се смета за ориентација кон истоимениот пол и дека е нормална појава, а станува расстройство или станува психичко пореметување оној момент кога тоа ќе му представува дали на жената, дали на машкото проблем. Значи кога не може или е извор на патење на сколемена анксиозност или депресивност токму таа хомосексуална ориентација. Значи дали станува спор за лесбиство кај жените или пак хомосексуална ориентација кај мажите, се едно. Ете, за лесбејството толку колку да се знае. Ние вечерва нема да зборуваме за хомосексуалната ориентација, туку за темата на филмот на Софија Теодор. Но додеме прво по хиерархија, господја Ставевска, како доаен на филмската и драмската уметност.
Ретките актерки наши кои дипломира во Белградската академија у Белограду, сега сте во пензија, па како е во мировина? Како се чувствувате? Морам да признам. Тажно, осамено, неработно, нешто на што не сум навикнала. Затоа што јас скоро 40 години нон-стоп и нешто повеќе, затоа што и пред академија работев. Таму, ваму. Заре можете да мирувате вие? Не можам да ве замислам дека сте мирни во не, пензија. за жал, мојата уметност е таква која не зависи само од мене. Значи, треба некој да напише текст, некој тоа да го режира и да посака јас да го играм. Ве бараат ли помладите колешки за консултација? Ве препознаваат ли помладите луѓе на улица кои ќе ве сретнат? Ме препознаваат. Па работев едно филмче на академија, па работев една представа на нашава академија и многу контактирав со деца. Децата се пресладки, значи во академија стварно има пресладки деца. Толку се фини, толку се воспитани, толку се талентирани, толку горат од желба да направат нешто, да изиграат нешто. Заре уште има такви деца? Па тоа и јас се зачудив, затоа што па обратно во театарот дојдоа некои нови клинци кои нешто, не знам, нешто е шушбуш, нешто е ни црна, ни бела. Па овде видов еден друг ентузијазам што многу ме радува. Дај Боже, фала ти Боже, дека има повеќе. Луѓе што навистина сакаат тоа да го работат. Со љубов. Да. Ја гледам Калина од Преска, ме потсеќа на Модести Блези, на стрип хероина, многу сексапилна, која имаше машки инстинкт да преживее. Колку машки... Моника Вити ја играше на филм. Да. Нема врска Моника Вити со мојата замисла за Модести Блези. Колку тој машки инстинкт ке тебе може да проработи. Во животот, во секојдневието, а и во филмот. Проработел во театарот многу пати, сум играла многу пати машки улоги. Прво, второ, тоа... Со волкав граден кош машки улоги, како те Со завој собрале? се средуе. Као во Вирџина? Да, со завој се средуе. Нема проблем ништо, тоа све се увлекува и не... Се помачеле, бога ми. Немаше проблем. Јас од секогаш сум сакала да играм улоги кои што немаат врска со мене и мојот карактер. Прво, второ, многу често сакам да бидам барем на еден час машко. Барем еден час во животот да можеш да бидеш машко. Да. Зошто? Па да видам како им е кога водат љубов со жени. Жените. Да. Само поради Само тие причини. И ментално како не доживуваат. за да ти биде полесно после како жена? Не, мене ми е многу лесно како жена, ама сакам да видам колку им е нив тешко како мажи. Како мажи, да се мачат, нели? Колку им е тешко, да, само од тој аспект. Сакам барем на еден час да видам како е да се влезе во нечија вагина. Иако не ни е на В емисијава, ама ете. Емисијата не е Л, нема На Л врска, ни е. меѓутоа зборуваме воопшто за и љубов, За и либидо. сексот, и либидо и така. Софија на општо незадоволство да има ти постам прашање интимно, зашто емисијата од таков тип, значи тоа не интересира воопшто. Меѓутоа многу ме интересира твојата режисерска кариера, твоите амбиции, како, кога ти се случи тоа да си зацрташ дека ќе бидеш режисер, она кога бев мала сакав да бидам режисер. Ја не викав како кога бев мала дека сакам да бидам режисер, но меѓутоа тоа сум го правила. Беше режисер. Па да, имаше една емисија австралиска, идеше враќањето во Иден и често пати кога ќе погледнав некоја епизода, искачав надвор, ги собирав децата од мало и им кажував кој што е. Уште ја памтам Стефани Харпер, ја играше Ребека Гилинг, кој што ја се надевам дека е жива и здрава. А крокодил и да. најдовте во малото која јадеше крокодилот, нели? Па, во базенот. Па Уштар добро, некој не знам нашле, што сум сигурно. правила, но знам дека ги викав мушките и женските, им викав ти ќе бидеш Стефани Харпер, ти ќе бидеш Сара, Керка и беше, не знам, ти ќе бидеш Том, Зето ти беше нешто. И ги пишував, пошто немав тетрадки, листови, такви глупости и пенкала со мене. Пишував со креда или некоја цигла ќе најдам и на патос доле, односно на паркинг, пишував таа и таа игра тоа и тоа. Тој и тој игра тоа и тоа. И после им кажував реплики, ти ќе кажеш ова, ти ќе се свртиш, ти не знам што ќе направиш. И немав поима што правам стварно. И после тек кога се запишав на академија, сватив дека ја уствари цел живот сум режирала, а не сум знаела. Не си била свесна за тоа. Дека така се Чиклео вика. во тема. Режија. Да, нема па не добро, моите немаат врска со уметност.
Значи мајка ми е наставник, просветно лице, татко ми е економиста, така да они појма немале што правела керка им надвор, ниту па комшиите знаеле. Дека тие биле на работа. Тоа е еден вид будалаштини, али гледаш филмот и театарот и актерската игра и режијата е една добра детска игра. Добра будалаштина. Добра будалаштина, апсолутно да. Господин Стаменска, кога отидовте во Белград, отидовте да се запишете на академија, значи не сте имале никош друга амбиција да бидете нешто? Опа, јас сакав да бидам глумица уште од некои 13-14 години, меѓутоа како растев, нели, дојдов до гимназија, па стана модерно да речеме да бидеш дизајнер, па сакав дизајнерство да студирам и тоа внатрешна архитектура се викаше тогаш, значи дизајнирање на станови, на интериер. А имаше предрасуди, пардон. После сакав да студирам ориенталистика. Да, стари јазици. Значи, старотурски, латински, арапски, што знам јас. Па после запишав правен факултет. Значи запишавте правен факултет? Да. Зошто јас ова не сум го знала? Да, после запишав правен факултет, после се отвори телевизија и станав таму една најавувачка. Добро вечер, драги деца. Во оваа телевизија велелепна? Да, не, во онаа старата во Нерези. А, така. И отидов во Германија да се видам со татко ми и од таму и се јавив на мајка ми и реков, мамо, пушти ми една куста биографија, како се викам, кога сум родена, што сум завршила, ни случајно да не спомнуваш дека сум била аматерка. И стасавме во Белград со татко ми 2 дена пред приемниот, јас не знав никаков, никој монолог ќе го кажувам, никоја песна ќе ја кажувам, ни ништо. Има време само да стасам дома, да земам 2 книги, да се качам повторно на воз. И во возот нешто жужу, госпогица Јулија ја знаев, бидејќи ја играв како аматер, а српскиот не ми е проблем, зашто сум растена во Белград измеѓу осталото. И пардон. Уз Београд. И Ќе преведеме. И така. И ме примија за дивно чудо. Како не, па вие бевте втора. Вашата колешка Тодорка Кондова, да. и вие. Она е прва со високо образование. После дојдоа Јон и Мара Исаја од Романија и они имаа во Романија завршена академија. И после дојдов јас. Да, на прсти може да се избројат. Да, после дојдов. Од Тодорка, значи првата високо образована актерка во Македонија, до мене, јас сум, имаше 20 години. Пауза. Расчекот голем. Señor.